Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се подсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денеска играме епизода број 13. Ало, кој се јавува? Данди. Данди од каде? Од Крушево. Како е во Крушево денеска, Данди? Во Крушево се спремаме за снег. А нема да ви изненади оваа година, така? Да. Добро. Данди, дали си спремна да играме твоето политичко ветување звучи познато? Спремна сум. Јас ќе ти пуштам една изјава од еден наш политичар. Твоја задача е да погодиш кој ја кажал, односно која партија или кое лице и дали е исполнето или не. Изјавата твоја е следнава. Затоа ние ќе направиме нов противпожарен дом. На противпожарната бригада и возможни идеални услови и за обука и за реакција. Одите не само да се борат против пожарите, и во случај на несреќа реагираат и во делот на елементарни непогоди. Тие мора да имат идеални услови. Што мислиш од кого дојде ова предизборно ветување? Ова мислам дека е некој си Илија, ама презиме не знам. Некој си Илија, ама презиме не знаеш. Добро. Илија, односно Илчо Захариев, како кандидат на ВМРО од ДПМН е за градоначалник на Штип во својата изборна програма од 2013. Што мислиш, дали ова ветување е исполнето или не е? Не е исполнето. Како во Крушево многу ветувања што не се исполнети. Ајде да провериме на вистиномер.мк. Вистиномерот врти и за помалку од 5 секунди ќе имаме резултат. Во право беше ова политичко ветување, не беше исполнето. Се работеше за територијална противпожарна единица во Штип, односно дислоцирање на нова локација заради зголемен сообраќај на улиците околу веќе постоечкиот објект. Првата потврда дека противпожарната станица не е преселена во нов објект ја наоѓаме во отчетот на градоначалникот за период 2013-2015 година. На Facebook профилот на Илчо Захариев има фотографии за одбележување на денот на пожарникарите на 20 мај оваа година, а во него исто така нема информации дека пожарникарната станица е преселена, што го прави ова политичко ветување неисполнето. Данди, браво, честитки за храброста, за учеството и за тоа што погоди делумно. Добиваш брендирана шолја за кафе од radioindex.mk и вистиномер.mk. Многу бидете поздравени. Поздрав, секој е добро. Доколку и ти сакаш да играш, треба да испратиш мејл на твоето ветување radioindex.mk или име и презиме со SMS на 078 75558. Твоето политичко ветување звучи познато секој работен ден во 14:30 на Радио Индекс. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес. Радио Индекс.